Ќе се гаснат уличните светла, ќе се реорганизира работното време во институциите кога е најстудено, ќе се внимава на секој потрошен киловат час електрична енергија. Локалните самоуправи кројат планови како да заштедат струја, откако добија 3 пати повисоки сметки од минатата година. Тетовскиот градоначалник вели дека ќе ги почитуваат владините мерки за штедење, а за да се заштитат од ценовните удари, ќе се формира јавно предпријатие за менаџирање на јавното осветлување. Во рамките на ЗЕС донесовме одлука, односно имавме информација дека ЕВН ќе прифати да влеземе, значи ако ги исполниме законските услови, да влеземе во регулираната цена, затоа што сега пазарната цена е 10 пати повисока и предпријатијата не можат да се носат со тие трошоци, така да ќе предложиме до Советот да се формира предпријатие кое ќе менаџира со јавното осветлување. Во општина Ново Село ќе се редуцира уличното осветлување со поставени тајмери, односно ќе се гаси во периоди кога сите се дома. Мораме да прекинеме од некои осветлување во текот на ноќта во кои граѓаните сега заради школска година, заради работни операции веќе не поминуваат толку долг период, така што постепено заедно со Советот на општината и во консултација со граѓаните ќе ги преземеме новите мерки, но како што добивме и допис од владата дека мораме минимум 15% да заштедиме на енергија, сметам дека ќе успееме да заштедиме и повеќе од тоа. Гостиварскиот градоначалник вели дека сите директори добиле насоки да се заштеди што повеќе електрична енергија, се со цел сметките да се што помали. Идејата е можеби кога ќе биде најлодно тој период да предложиме 6 часа работно време. За училиштата веќе се дадени препораки и насоки. Значи спортските сали да не се користат, часовите по физичко да се одржат со теоретска настава во училниците, по ходниците да не се пушта осветлување и затоплување. Градоначалникот на Кочани пак смета дека проблемот со високите сметки на јавните предпријатија не може да се реши само со штедење, туку треба државата да помогне. Мора системски со одлука на државата да се помогне во надминувањето на овој проблем. И не можеме да се водиме од бизнис логиката. Ние сме должни да испорачуваме вода до крајните корисници, ние сме должни да го собираме сметот од граѓаните, ние сме должни да организираме работа на локалните училишта и сме должни да го обезбедуваме јавното осветлување во градот. Откако предлогот на полошките градоначалници за продолжен зимски распуст или онлайн настава во училиштата како најголеми потрошувачи првично не најде на поддршка, првиот човек на Тетово причината е лоцира во политичка позадина. Министерот за економија Крешник Бектеши пак во телевизиско гостување изјави дека децата многу изгубија во време на ковид пандемијата и не треба да губат повеќе. Тој информираше дека потрошувачката за 5 месеци од ноември до март за сите училишта на ниво на државата е околу 10 гигават часови и тоа може да се обезбеди преку ЕСАМА и потенцираше дека ќе најдат решение.